Сега е време да уживаме во поезијата на познатата поетеса Билјана Челик. Со неа во студиото е Слободанка, нашата колешка, која што ќе каже слично облечени. Јас и ти денеска мора заедничка фотографија. Да, ќе си направиме после со Дедо Мраз. 2025, да. Така. Во новогодишна гардероба. Да, а верувам дека и со поезијата ќе дадеме посебен шмек на денешната наша тука забава во студиото. Повелете. Токму така, нека ни биде празнично ова утро. Благодарам за најавата. Поздрав до тебе и поздрав се разбира од тука и од мене до сите наши гледачи кои што сте во вашите домови и ќе допреме сега на еден многу убав начин, како што знаете секогаш кога ја имаме на гости нашата поетеса Билјана Челик. Во одушевување кај вас, кај сите, кога таа ни чита поезија, ја милува нашата душа и токму затоа насловот ни е поезија за душа. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро најдов, добро утро за вас, за сите гледачи на телевизија Алфа и за цела Македонија. Така. Билјана, 2025-та ја испраќаме. Да. Ти си во хуманитарното здружение Феникс. Да. Секогаш подавате рака онаму каде што е најпотребно, меѓутоа на сите оние кои што дечиња ни се најслатките со Даунов синдром, секогаш знаете да ги направите најсреќни. И секогаш знаете да ја донесете радоста во нивната душа, затоа што и тие знаат да возвратат и тоа на многу подобар начин дури од нас, да кажам. Да. Па, еве едно прашање до тебе и како помина 2025 година, пошто најмногу ќе ја паметиме? Па секако по убави работи, бидејќи кога давате љубов, кога давате позитивна енергија, ви се случуваат и убави работи. Ако збориме за здруженијето, можам да кажам дека имаше успешна година, бидејќи имавме два интернационално, традиционални поетски фестивали и други два настани, кои што беа од мотивирачки карактер, кои што ги организиравме заедно со Академијата за менеджмент и право, заедно со академик професор доктор Зендел Абедин Шихе, кои што беа на тема да се поттикне кај луѓето емпатијата, да се подразбуди човечноста, како да бидеме подобри луѓе, како повеќе да љубиме, како да си простуваме меѓусебно. Тие беа на почетокот на пролетта. Потоа го организиравме фестивалот Моќта на љубовта, бидејќи сакавме па да потенцираме таа сила на љубовта. Тоа беше фестивал каде што покрај поезија, дечињата од цела Македонија, од основните и од средните училишта, изработија и слики, цртежи, кои што ние ги подаривме на представниците на дипломатскиот кор. Што значи во тие цртежи има порака? Со цел да дадеме порака да има мир во земјата и во светот. И секако вториот фестивал, тоа е оној традиционален, кој што го правиме втора година, по повод земјотресот во Скопје од 63-та година, кој што беше на слободна тема, меѓутоа и тој беше успешен. Имавме поети од различни земји, она симфонија на бојана кожа, на различни народи, различни... Да се почитуваме сите. Секако, да. Имавме зацртано и други проекти, меѓутоа, јас имав мала една низгода со раката и не успеавме да ги реализираме, али остануваат за наредната година. Така, да се реализираат. Исто беа на таа тема за мир, тоа е еден проект Белите ангели со скршени крила, каде што имаме поезија за сите оние дечиња кои што ги изгубија своите животи во војната. На личен план не успеав да ги издадам планираните збирки, меѓутоа ви кажав зашто, ради тоа што бев спречена, меѓутоа
наредната година тоа ќе го Па направиме. затоа е новата 2026 година так. со нови, како велиме, предизвици. Да. Билјана, секогаш кога да зборуваме за поезијата, таа ја милува нашата душа и секогаш кога јас сум била и сум присуствувала на овие вечери поетски ваши, се шири љубовта. Меѓутоа, еве на почетокот кажавме како да ја поттикнеме емпатијата кај луѓето, како да тие повеќе се сакаат, како да повеќе се почитуваат. Кој ќе биде одговорот? Како ние тоа да го направиме кај некои кои што можеби подзаборавиле како сето тоа изгледа од многу разни фактори и случки во нивниот живот? Јас ќе Да не гледаат се така. Ќе кажам лично за себе. Секако дека животот не е розев, нели? И сите ние се случуваме со разни предизвици, со мили, немили, убави, неубави настани, али треба да се потрудиме да бидеме подобри луѓе. Јас мислам, верувам и тврдам во тоа дека љубовта е најголемата енергија, најголемата сила, таа е фундамент на се, околу незе се врти се, и доколку пристапиме со љубов, со светлина, со отворено срце кон луѓето, верувате, не може да не ви се возврати. Ако не од нив, од друга Јас сум страна. имала еве случаи. И најнамртениот, најнегативниот човек да го сретнам, кога ќе му се насмевнам, ќе му се обратам предизвикаш позитивно, насмевка. па ми возвраќа позитивно, Тоа ми е возвраќа. одлично, да. Али треба да бидеме нели упорни и секако секој треба да работи сам на себе. Така е. Затоа што не може ние да очекуваме некој друг нешто нас да ни Да ни- да, да ни го прво треба- нацрта денот, да Значи, Ние кажеме. прво треба да работиме сами на Сами себе. на себе, така е. Ке доделиме на тројца наши гледачи, нека се јават во режија, односно на тројца гледачи, по две книги, сакам да кажам. Тоа е Моќта на љубовта и книгата И другата е од првиот Од, фестивал, да. како комплет од двата. Заедно за Скопје. Ете така, да. Одлично, многу ти благодарам што еве и ова е знак на тоа кој си носи љубов во себе, сака и да подарува. Имавме и тема со гледачите кога подаруваме, дали новогодишните еве подароци имаат повеќе жари, повеќе некоја магија, меѓутоа во текот на целата година ти секогаш подаруваш од срце и благодарам и за останатите подароци кои што ни ги донесем. Тоа е знак дека да, кога подаруваме, носиме љубов во себе, но имаме убаво срце, убава душа и сакаме да израдуваме никого, како што се реши да ги израдуваме и нашите гледачи. Многу ти благодарам. Меѓутоа сега е време за поезија. За поезија. Поезија за душа. Поезија Што за- е она што ќе го слушнеме ова утро од тебе? Па јас размислував, бидејќи јас пишувам повеќе патриотска и духовна поезија, пишувам и љубовна. И решив ова утро, бидејќи се празници, да бидеме така малце повесели, попозитивни, Празнично расположени. празнично и да прочитам колку ќе дозволи нели времето, поезија која што е со љубовна тематика. Ајде да слушнеме и, како што кажав, нека ни ја милува душата, со оглед на тоа дека и твојот начин на интерпретација е преубав, Ви така благодарам. да уживаме и повели. Па еве првата песна која што одлучив да ја прочитам е токму со тема Моќта на љубовта. Ајде. Што е моќта на љубовта? Во тишината да создадеш глас, во живиот песок столб. Крајот да го сториш во бескрај, условното безусловно. Што е моќта на љубовта? Од плачот создај насмевка. Тагата претворија во среќа. Жедниот напој го, гладниот нахрани го. Што е моќта на љубовта? Раната залечија, од пепелта повторно да се родат. Нељубовта во љубов сторија, неверата вера да ја победи. Што е моќта на љубовта? На исток утринско изгре сонце, на запад вечерно зајди сонце. Небо отворено за молитва, длабоки наши корени во земјата. Браво.
Значи, Колку убава порек. ова е моќта на љубовта, не збори не само за љубов кон партнерот, збориме Општо, генерално, за да. љубовта кон блиските, кон татковината, кон Бога. Значи, љубовта е сестрана во Кон различни пријателите, облици. кон семејството, Да. кон соседите. Во различни бои, во Така. различни облици. Да. Така да... И посакувам да ја има се повеќе љубовта, Да. затоа што, како што кажавме, таа ги руши сите бариери и едноставно кога давате љубов, мора да ја добиете назад на било каков начин. Тоа е универзумот, тоа е моќта и на љубовта и моќта на, како што кажав, некоја сила. Енергија. Која што точно знае какво срце и душа носиме во себе. Поезија за душа, јас погледнувам со оглед на тоа дека не сакам повеќе зборување, сакам повеќе да слушнеме и вака да ни ја милуваш душата, што ќе прочитаме следно, што ќе рецитираме, како и да е. Следно. Оставам на тебе затоа што знам дека сето она што ќе го одбереш да го слушнеме, сигурна сум е повторно за љубовта. Да, повторно за љубовта, И нека ни е љубовта број еден, еве здравието пред се разбира, меѓутоа и љубовта и во новата 2026 година нека царува во секој дом и во секое срце и во сечија душа. Оваа песна е мал дел од начинот на кој што јас го сакам, го почитувам мојот брат, претворена во стихови. Браво, браво. И баш сакав да ја прочитам низе. И да му ја посветиме. Па, ете, посветена на брат ми, Така. кој што верувам дека не гледа. Мојот брат, душа на мојата душа. Мојот брат, душа на мојата душа. Сончевина околу мене, светлина како звезда, како месечина во темнина. Мојот брат, тврдина кога сум најкревка, патокас во силните грмотевици, штит и чувар на мојата среќа и душа. Мојот брат, мое пристаниште, најсилниот глас во тишината, кој говори: ќе помине, ти можеш, ти знаеш. Мојот брат е мојот дар небесен. Преку него Божјата сила и љубов блика. Вчера, денес, утре и за навек. Браво. Еве, сите сестри, како ја што си имам брат, преубава песна, преубави... Па да, песна е да земе некој да ја искомпонира, тоа би било многу интересно, нели? Со оглед на тоа дека имаме и такви песни во македонската народна музика. Секако. Билјана, сме напишале песни за побарале естрадните уметници од тебе, да им пишуваш околу таа тема? Еве во новата 2026 да отвориме вратите. Знам дека си скромна во тој поглед, затоа и прашувам. Јас, оваа прва песна, не кажав, ама еве сега ме испровоцира. Песната што беше прва што ја прочитавме за моќта на љубовта. Таа една група на млади момчиња, академски музичари од Канада, ја прочитале на мојот Facebook профил и ме исконтактира, праша дали може да ја искомпонираат. И јас велам, може. Ама вика, ние сме се уште млади, ние сега завршивме, ние немаме пари. Јас велам, ние треба да ми даете пари и искомпонирајте, ја викам. И направија една прекрасна композиција, ми ја испратија, ние баш ја пуштивме нивната композиција изведба на фестивалот. Ја слушнав, беше прекрасна, пак ја слушнаме следниот пат и во новата 2026. Сега остапуваме повеќе време за поезијата да ни ја милува душата. Да, и сега другите, значи сум имала, кои што ми побарале,
Ама никако и јас... Во друг правец сме. Па да, и во друг правец, и Ванчо Тарабунов, ние сме добри пријатели. Па знам со оглед на тоа дека имаш пријатели во тој круг, да. И он вели, ајде бе девојче, напиши нешто пократко, вика, во 2-3 стиха. Му викам, не можам, или ке се распишам, или не можам. Значи, јас не можам, викам, во 2-3 стиха, тоа не е по нарачка. Тоа викам, како ми доаѓа, така пишувам. Вика, да отпееме една. Викам, еве, и голема, викам, твојот крвопис е долга, викам, ете, искомпонира, викам, па, може би, не знам, во иднина ќе излезе нешто. Нека се раѓаат многу песни и да, поезијата е таа која што ни е добре дојдена и дома вака да се седнеме и да читаме што е она што вие сакате поетите да ни испратите една порака и да допре таа до сите нас. Како што јас себе сум имала можност, нели, токму да читам, тоа се моќни, морам да кажам, како што и моќта на љубовта, и тоа и вашите пораки се исто така моќни и треба да допрат до сите нас. Јас велам дека поетите, покрај тоа, не само поетите, писателите, се најдобрите амбасадори на државата, тргнувајќи од фактот што се репрезенти на својата држава, пишуваат за историјата, обичаите, традицијата. И тие се едно силно оружје, кое што, оружје зборам, кое што има сила да поттикне, да разбуди кај луѓето одредени емоции. Така да, мислам дека луѓето треба повеќе да читаат. Денеска малце сме сите, нели, условно речено, со информатички робови. Да, и со динамиката во животот која што го носи денот и така натаму. Не дека нема време, меѓутоа не ни е добро испланирано времето. За крај, што е она што ќе биде како порака од тебе? Мислите како поезија, мислите... Оставам на тебе. Ајде нека биде порака љубов. Секако. Љубов. Не совршена, а совршена. Мозаик од мигови што гореле како оган. Парчиња од тишина што говори и збор што молчи. Парчиња од радост и тага, од светли зори и темни ноќи, од насмевки и солзи, кои ја чиста душата, болка и прегратки што лекуваат. Љубов, вечна енергија, совршена уметност, од срца што умеат да љубат, од две сродни души во хаосот на светот. Благодарам што ни го разубави ова празнично утро и да се видиме во новата 2026 година со нова поезија. Јас благодарам на поканата, многу убаво ми беше, како и секогаш во ТВ Алфа, која што секогаш ги има отворено вратите за сите мои лични и и активности на здруженијата. Една порака, луѓето да се сакаат, да бидат попозитивни, да веруваат во Бога секако, затоа што тој е најсовршениот, безгрешниот и секогаш со нас. Среќна нова на вас и на сите гледачи. Благодарам за убавите желби. Ние сега со оглед на тоа дека е празнично утро, ќе ги израдуваме нашите гледачи со некоја музичка номера, нешто од режија нека си одберат што и да е. Важно е да е музика, музиката ќе ја имаме и на крајот и ќе потсетам дека нека се јават тројца гледачи во режија, им доделивме и книги Моќта на љубовта. Биле благодарам, се гледаме во новата година. Секако. Се на љубов.